Под контрола е пожарот што вчера избувна кај штипските села Долани и Љуботен. Денес дежурни екипи ја следат состојбата на терен за да интервенираат на евентуални појави. Според Благој Ренџов, командирот на територијалната противпожарна единица Штип, зафатена е голема површина, а горела нискостеблеста шума, како и мал дел борова шума. Вчера беа ангажирани 18 пожарникари, 12 доброволци и 6 противпожарни возила. Во интервенцијата се вклучи и авион за гаснење пожар од Дирекцијата за заштита и спасување, кој помогна во локализирањето на огнот. Во текот на ноќта на терен дежураше едно противпожарно возило, а надлежните и денес остануваат поради високите температури и можноста од повторно активирање на пожарот. На терен се излезени 18 пожарникара, доброволното друштво излезено исто така со 14 луѓе, 15 луѓе. На терен сме со 6 возила. Цел ден работевме, успеавме да го ставиме под контрола. Имавме и од дирекцијата со еден авион, значи при помош. Моментално е ставен под контрола. Едно возило ќе биде дежурно вечерта, цела вечер ќе биде дежурни и утре сабајле настапуваме пак на гасење на пожар. Зафатена огромна површина, горе нискостеблеста шума, малку имаме зафанато и борова шума, но боровата шума успеавме да ја локализираме на некој начин, да спречеме ширење на огнот. Имавме поддршка и од местното население тука, значи со земјоделска механизација, значи успеавме да направиме појаси каде што го спречевме ширењето на огнот. Како што информираат и од доброволното противпожарно друштво Штип, теренот не е пристапен за цистерните на територијалната противпожарна единица, па затоа тие излегле со нивните теренски возила со цел помогнат во гаснењето. И тие 10 дни од огнот зафатил голема површина. Од нашето друштво сме излезени 4 джипа, 12 луѓе. Тие сме моментално слободни, тие излеговме на терен. Теренот не е пристапен за камиони или за цистерни на ТППЕ, затоа ние излеговме со нашите теренски возила. Тука сме присутни, под контрола го држиме оганот и тоа е тоа. Моментално не знаеме за колкава површина станува збор, меѓутоа голема е површината. Инаку во гаснењето на овој пожар, кој вчера избувна во попладневните часови, поддршка даде и населението кое што живее на овој дел, кој што со нивната механизација успееја да направат појаси, со што се спречи ширењето на огнот.